Последните случувања и обидот на власта да се прикрие од и за двајцата обвинети во случајот Рекет стои политика не ни прави услуга во однос на предстојната одлука за добивање на датум за преговори со Европската унија. Дури, вели новинарот Предраг Димитровски, неодамна Брисел изврши притисок да не се прави селекција во истрагата. Забележлив е обидот на власта да даде само насоки околу целиот случај Рекет на двајца поединци и да се иземе специјалната јавна обвинителка и тоа што за тие двајца стои и политика. Во понеделникот попладне е извршен уште еден притисок врз власта да не прави селекција во целиот случај и да бидат офатени и лица кои припаѓаат на одредени структури политички. Датумот за преговори на земјава со Европската унија повторно виси, вели Димитровски и додава. Октомври е пресвртен месец. Според последните информации од Брисел и октомври е доведен како датум е доведен во прашање, така да оставиме малку и дипломатијата да си ја работи својата работа. Трошановски пак во изјава за Алфа во однос на тоа што не очекува на есен, вели дали ќе добиеме датум, па дури и со одложено дејство, е прашање за $1.000.000. Ја лично мислам дека Македонија заслужува, се разбира да добиеме датум. Мислам дека Европската унија мора да ни го додели тој датум за да не го изгуби кредибилитетот. Нема да зборуваме за намален кредибилитет, веќе зборуваме за изгубен кредибилитет, ке зборуваме за огромен пат на поддршката на унијата и слично. И во таа насока мислам дека треба. Дали ќе добиеме е прашање за $1.000.000. Според него, реформското забавување не ни оди во прилог, а е клучно бидејќи е еден од условите на Европската унија, особено делот за владењето на правото. Оно што е најважно е дека идниот закон за обвинителство секако мора да обезбеди институција која што на автономен, независен начин ќе се занимава со борба против високата корупција, без оглед дали таа се нарекува специјално јавно обвинителство или некако поинаку. Не смееме да го подриваме, уништуваме или закопаме концептот, визијата за независна гонителска, обвинителска институција. Владата Литово доби шлаканица преку второто одложување на одлуката, а неуспешниот реформски процес можеби е доволно алиби на Европската унија да ни каже цврсто не, иако првично овој изговор елегантно се ставаше во втор план, зад Преспанскиот договор. Оптимизмот на премиерот Заев, кој беше уверен дека летово дефинитивно ќе добиеме амен за преговори, поради испорака на барањата на соседите како промена на уставното име, како да спласнува. Оти според последните изјави, тој е подготвен да разговара за избори, ако не добиеме датум во октомври.